Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Изминатите 24 часа во Кумановскиот регион наврна 44 литри дожд. Последните врнежи предизвикаа одредени покачувања на сите водотоци во државата. Во делови на северот и истокот можна е појава на одрони и свлечишта. Најмногу дожд изминатите 24 часа наврнаа во Куманово, 44 литри на метар квадратен. Последните врнежи предизвикаа одредени покачувања на сите водотоци во државата. Најголеми покачувања на водостоите беа забележени во сливните подрачја на Црн Дрим, Радика, Горен Вардар, Пчиња, Кумановка, Крива река, Црн Дрим, Треска, велат надлежните. Според најавената временска состојба се очекува врнежите да продолжат, но ќе бидат со слаб интензитет. Соодветно на прогнозата за врнежите во понатамошниот тек на денот, очекувано е водостоите да продолжат да растат. Во делови на северот и истокот од државата можна е и појава на одрони и свлечишта. Иако не се очекуваат поголеми проблеми, сепак се повикува на внимателност и предпазливост при движење покрај реките и суводолците, особено во сливните подрачја на реките Липковка, Кумановка, Крива река, Брегалница, Горен Вардар, Треска, Црн Дрим, Радика, Сатеска, Голема река, Горен дело Црна река, Горен тек на Струмица, Маркова река, Лепенец, велат од надлежните служби кои ја мониторираат состојбата. Градскиот зелен пазар во Кратово наскоро ќе добие нов лик. Со 30 милиони денари заем од Светската банка, општината ќе врши покривање на пазарот, со што ќе се подобрат условите на земјоделците и приватниците кои ги снабдуваат кратовци и жителите на околните села со намирници. До крајот на годината жителите на Кратово ќе добијат нов модерен зелен пазар кој ќе ги задоволи нивните потреби за удобно пазарување. Градежните активности се во тек, а средства се обезбедени преку заем од Светската банка во износ од 30 милиони денари, информираше градоначалникот на општината Мите Андоновски. Пред неколку дена започна изградбата на зелениот градски пазар во Кратово. Сега знаете на какво место беше пазарот под отворено небо и луѓето нема услови да пазаруваат ако има дожд, снег, значи условите беа за никаде. До крајот на годината пазарот ќе биде завршен, обезбедени се околу 32 милиони за изградба на покриен пазар каде што ќе има најнормални услови луѓето во било какви временски услови да пазаруваат. Во Кратово постои традиција во сабота сите луѓе од селските населби да доаѓаат и да носат своји земјоделски сточарски производи, а луѓето од градот да се снабдуваат и да пазаруваат за цела седмица. Иако има сега и по маркетите, по пилјарите, секакви земјоделски производи, сепак традицијата во Кратово останува. Луѓето излегуваат да се видат со своји пријатели од селските населби, да разменат мислење, искуство, да поседат, да поразговараат. Во рамки на инфраструктурните зафати на општината ќе се уредува и улицата Свети Ѓурѓи Кратовски, а во наскоро време ќе започне и изградбата на модерен паркинг простор, со што комплетно ќе биде уреден влезот на градот. Во текот на изминатите 24 часа од страна на служба при Центарот за јавно здравје од Куманово извршена е дезинфекција на просторот и објектите во прифатно-транзитниот центар Табановце на вкупна површина од 2500 метри квадратни. Во текот на изминатите 24 часа од страна на службите при Центарот за јавно здравје од Куманово извршена е дезинфекција на просторот и објектите во прифатниот транзитен центар Табановце на вкупна површина од 2500 метри квадратни. Инаку од страна на надлежните служби континуирано се следи хигиенско-епидемиолошката состојба во прифатниот транзитен центар Табановце. Во текот на овие неколку дена нема пријави за акутни заразни заболувања. Во кампот во моментот има вкупно 601 бегалец, инаку на граничната линија повеќе нема мигранти, сите се вратени во кампот. Од регионалниот центар за управување со кризи известуваат дека бројката на мигранти од ден на ден се повеќе се намалува во центарот. Вкупно 15 зглобови за клипови за мотори биле откриени при контрола на бугарски автомобил управуван од македонски државјанин, а бил пријавен за влез во државата на граничниот премин Табановце.
Вкупно 15 зглобови за клипови за мотори биле откриени при контрола на бугарски автомобил, управуван од македонски државјанин, пријавен за влез во државата на граничниот премин Табановце автопат, информираат од Царинската управа на Република Македонија. Непријавените производи пронајдени во 2 патни торби сместени во багажникот на возилото се привремено задржани, а против возачот била поведена соодветна постапка. Минатата недела и за време на великденските празници на граничните премини царинските службеници откриле неколку обиди за криумчарење, при што привремено биле задржани цигари, фалсификати, GPS уреди, батерии за мобилни телефони, автоделови, анестетик и други предмети и материјали кои се привремено одземени. 3 мај е светски ден на астма. Според податоците од епидемиолошките студии во Македонија, бројот на болни од астма се проценува од 80.000 до 100.000 жители. Во Куманово, според регистарот на пациенти кои ги користат услугите на Центарот за астма, во 2015 година евидентирани се околу 1500 лица. Астмата е една од најчестите хронични болести во светот, од која боледуваат повеќе од 330 милиони луѓе. Според податоците од Клиниката за пулмологија и алергологија во Скопје, бројот на пациенти со астма во државата расте, како и на оние со полесна форма на болеста. Астмата представува обструкција на дишните патишта, која настанува поради хронично воспаление на бронхијалното стебло. Ова воспаление може да настане како резултат на алергија или поради други неалергиски чинители. Според тоа, како провокативен фактор може да се јават алергените, но исто така и физичката активност, сувиот и ладен воздух, силните мириси, вирусните инфекции и друго. Појаснува доктор Дејана Суботиќ, специјалист интернист од Центарот за астма во Хумановската градска болница. Според доктор Суботиќ, еден од првите знаци кои укажуваат на астма е заморот, кој пациентите најчесто го занемеруваат или припишуваат на други состојбе. А кога ќе се појават нападите на гушење, свирење во гради или кашлица, болеста е веќе во поодмината фаза. Постојат 2 начини за утврдување на болеста: спирометрија, со која се одредува белодробниот капацитет на пациентот, и CAT контрол астма тест, со кој заболениот дава индивидуален допринос во сопственото лекување и третман на болеста. Пресудно, според доктор Суботиќ, во лекувањето на астмата и намалување на симптомите е дисциплината на пациентот. Неопходно е да се следат препораките на лекарите, да се води квалитетен и здрав живот и да се следат упатствата од стручните лица, секако со примена на соодветна терапија. И плюс онака плутите осеќаме гушат, малку ми се посмируват кога пумпица примам. Да се астма живот е 35-40 години. Гуши ми многу и печи ми плути многу. А што најмногу ви помага во првиот момент кога ќе добиете напад? Што прво правите? Имате ли пумпица? Тој спре. Доктор Суботиќ нагласи дека лекувањето е со антивоспалителни лекови и е долготрајно. Пациентот која прима терапијата може да ги редуцира, па дури и да ги елиминира проблемите, но откако ќе исчезнат симптомите, доколку се прекине терапијата, воспалението останува и по одредено време според неа може повторно да се врати со симптоми на астма. Астмата е хронична болест која што не се лекува. Единствено што може да направат заболените од астма е редовно да ја примаат пропишаната терапија, со што ќе ги ублажат и намалат нејзините симптоми и нападите кои што ги добиваат астматичарите. Астмата е сериозен светски медицински, економски, социјален, но и етички проблем и представува едно од најчестите хронични заболувања од кои боледуваат повеќе од 350 милиони лица ширум светот од сите возрастни групи. Само во 2015 година околу 1500 лица од Куманово побарале помош во Центарот за астма во градската општа болница во Куманово. Годинава, заклучно со денешниот датум, досега се регистрирани околу 580 лица кои што се обратиле во астма центарот и побарале лекарска стручна помош. Светскиот ден на астмата се одбележува во првиот вторник од мај, под мотото "Можете да ја контролирате вашата астма". Во Македонија беше одбележан со стручен состанок на тема "Стратегија за справување со астма во Македонија" во организација на Македонското респираторно здружение. Православните верници го чествуваат трет ден Великден. Во светите храмови верниците се помолија за здравје и за берикет. Света воскресна литургија одржа архиепископот Охридски Македонски господин Стефан. Светол или Великденски вторник е втор ден по Великден кога продолжува прославувањето на најголемиот христијански празник како во црквите така и домовите на православните верници. Богослужбите се исти како и претходните 2 дена. Великден или празникот на Христовото воскресение е најголемиот христијански празник. Страдалната седмица заврши со новиот ден, денот на воскресението. Ние сме навикнале да ја делиме неделата на 7 дена, како и да е, денес се установува тајната на 8-миот ден, идниот ден кој што треба да дојде за никогаш да не заврши,
како што завршува секој ден на ова наше време. Христовото станување од мртвите е потврда на сите негови зборови, на сите ветувања. Утрото на третиот ден од Христовата смрт до неговиот гроб дошле прво жените мироносци и ја најдоа тргната плочата што го затвораше гробот. Внатре во гробот сретна еден пресветол ангел кој им ја кажа веста за Христовото воскресение. Оваа вест од тогаш секоја година ја објавува црквата низ целиот свет како најрадосна вест за целиот човечки род. Великденските празнувања траат 3 дена, а на Великденскиот вторник продолжуваат гозбите и веселбите на кои доаѓаат роднините, кумовите, соседите и пријателите, па во тоа време се собираат и роднините од подалечните краишта. Кај народот, овој вторник се смета за најдобар вторник во целата календарска година. Во некои села се одржуваат и свадби, затоа што се смета дека овој ден има посебен благодат кој што се пренесува на новите сопружници и нивното новоосновано семејство. По повод големиот христијански празник Великден, во организација на секторот за превенција при СВР Куманово, во Основното училиште Браќа Миладиновци се одржа заедничка прослава како дел од проектот Безбедни училишта. Во основните и средните образовни установи во општина Куманово продолжува проектот Безбедни училишта. Традиционално важните датуми и празниците на различните заедници од градот на едно место ги собираат учениците од Куманово на заедничко одбележување на значајните денови. Како дел од проектот, основните училишта Браќа Миладиновци и Бајрам Шабани одржаа прослава по повод христијанскиот празник Великден. Учениците од двете училишта подготвија заедничка приредба на која што за повозрастните сограѓани изведува музички, ритмички и драмски точки. Глетките ги разведрува, желбите ги залудува, со смеа стоплува, со песни возбудува. Секој зрак е негово знание, на времето преку ране. Директорката на Браќа Миладиновци Марина Манойловска истакна дека празниците се одличен повод наделу учениците да се пофалат со тоа дека различностите ги спојуваат. Па веќе неколку години назад, заедно под покровителство на Министерството за внатрешни работи и Министерството за образование се спроведува проектот Безбедни училишта низ цела Република Македонија. Денес настанот се случува во Основно училиште Браќа Миладиновци, а е по повод великденските празници, односно сите сме различни, но сите сме и исти. Се разликуваме во некои работи, но не во се. Оние стичности кои се присутни се тука и ги делиме заедно. И празниците, и славите, и традицијата, и обичаите, и културата на сите народи кои живеат. А Куманово е според својот етнички состав мал мултиетничка средина. Со оглед дека православните верници го прославија Великден, за присутните ученици и гости говореше отец Игор Здравковски од Кумановско-Особовска епархија. И да знаете, дечиња, дека улогата на сите пред вас што се повозрасни е така. Се што може да направат за на вас некако да ви послужат, за да вие помудри да бидете, да се запазите од зло. А вие гледајте таа нивна жртва, затоа што време свое одвоиле од своите семејства, се посочиле кон вас, на вас да ви биде добро. Бидете секогаш внимателни кон нив и кон нивната љубов вие одговорите со послушание. Следната приредба и повод за прослава на учениците од Куманово ќе бидат празниците на другите заедници Бајрам и Ѓурѓовден. Проектот Безбедни училишта го реализира Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово во соработка со локалните самоуправи и со поддршка од мисијата на ОПСЕ. Целта е меѓусебно запознавање на децата од различни заедници и градење добри меѓунационални односи. Утре во Националната установа Центар за култура Крива Паланка ќе се одржи 14-та регионална фолклорна ревија на песни, музика и игри во организација на Сдруженијето на старосни пензионери од Крива Паланка и Ранковци. Во јубилејната година од пензионерското здружување во земјава, кога се прославуваат 70 години од формирањето на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија, Сдруженијето на старосни пензионери од Крива Паланка и Ранковци е домаќин на 14-тата регионална фолклорна ревија на песни, музика и игра, на која ќе учествуваат Сдруженијата од Кратово, Центар Скопје, Куманово, Солидарност аеродром и Чаир Скопје и домаќинот Крива Паланка. Членовите на 6 здруженија со 20-минутни настапи ќе може да ги презентираат исконското македонско
традиционално фолклорно наследство, преку носиите, игрите, мелосот од краевите од каде доаѓаат. Учесниците ќе ги оценува национален селектор од Сојузот на Сдружение на пензионери на Македонија, кој ќе изврши евалуација и ќе одлучи кои точки ќе бидат дел од 6-та републичка фолклорна ревија, која ќе се одржи на 7 јуни во Македонската опера и балет Скопје. На 14-тата регионална фолклорна ревија на песни, музика и игри ќе присуствува и председателот на Сојузот Драги Аргировски, кој ќе има и свое обраќање. Настанот започнува од 14 часот на сцената во Кривопаланичкиот центар за култура, а влезот е слободен. Инаку првите регионални фолклорни ревии се одржава од 2002 година во Пробиштип. Крива Паланка втор пат е домаќин на истите по 2011-тата. Цената на бензините од ноќеска на полноќ се зголемуваат за 0,5 денари, односно за денар, а на дизелот за 3 денари, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Нов рекорд за 2016 година достигна цената на нафтата во средата на светските берзи. Американската лесна нафта во средата поскапи за 35 центи на $45 по барел, додека северноморската нафта од типот Брент, која се увезува и во Македонија, тргувањето го заврши на ниво повисоко за 37 центи, односно $46,81 за барел. Ваквото движење на цените на светската берза значи дека не чека значително поскапување на нафтените деривати во малопродажбата. Последната корекција Регулаторната комисија за енергетика ја изврши на 18 април, кога бензините поскапеа за половина денар и за 1 денар, додека цената на нафтата остана непроменета. Тогаш просечната цена врз основа на која се вршеа пресметките беше $39,9 за барел, а во моментов цената е за скоро $7 по барел повисока. Следната корекција на цената ќе биде на 3 мај во вторник, а новите цени ќе важат од среда на полноќ. Со оглед на движењето на светските берзи се очекува позначително поскапување. Скопскиот универзитет 7 година поред во учебната 2016-2017 ќе додели 240 стипендии на најдобро рангираните кандидати при уписот во прв циклус студии. Скопскиот универзитет 7 година поред во учебната 2016-2017 ќе додели 240 стипендии на најдобро рангираните кандидати при уписот во прв циклус студии. Одлуката ја донесе универзитетскиот сенат на 39-та седница одржана на 28 април оваа година. Според одлуката на секој факултет на најдобро рангираните 10 кандидати на конечните ранг листи на примени кандидати во категоријата редовни студенти на прв циклус студии ќе им се додели едногодишна стипендија. Од УК им информираа дека факултетите се подготвуваат за новата генерација студенти и очекуваат кандидатите да го направат вистинскиот избор и да го продолжат образованието на една од понудените студиски програми. Европската унија се подготвува да дозволи поголеми гранични контроли во Шенген. Аеродромот во Приштина времено затворен откако турски авион излета од писта. НАТО разгледува испраќање копнени сили на Балтикот. Јапонија планира тесна соработка со Франција во борбата против тероризмот. По повеќе децении брод од Соединетите Американски држави пристигна во Хавана. Ова се вестите од светот. Европската унија се подготвува неделава да им дозволи на членките да ја продолжат граничната контрола во зоната на Шенген, поради мигрантската криза и неодамнешните терористички напади, откако 5 држави поднесоа такво барање. Германија, Франција, Австрија, Данска и Шведска упатија писмо до Европската комисија во кое велат дека граничната ситуација останува исклучително нестабилна и бараат да им се продолжи правото на гранична контрола. Според западни медиуми, одлуката за тоа се подготвува најверојатно за среда. Европски извори наведуваат дека комисијата е подготвена да одобри мерки во согласност со така наречената мапа на патот за повторно воспоставување нормално функционирање на Шенген до крајот на годината. Минатата година неколку држави воведоа гранични контроли поради зголемен прилив на мигранти. Аеродромот во Приштина од синоќа е времено затворен, откако авион на турската компанија Turkish Airlines ја промаши пистата при слетување по дождливото време. Портпаролката на приштинскиот аеродром Валентина Гара изјави дека во авионот кој полетел од Истанбул се наоѓале 143 патници и 8 членови на екипажот, но никој не е повреден. Таа додаде дека аеродромот ќе биде затворен се додека не се изврши техничка контрола со цел да се утврди причината за овој мал инцидент. Засега се откажани неколку летови.
Американскиот секретар за одбрана Ештон Картер изјави дека НАТО разгледува распоредување ротациони копнени сили на територијата на Балтичките земји и на Полска, за да се спречи евентуалната руска агресија. Тој во разговор со новинарите во текот на летот за Штутгарт, каде што е седиштето на командата на Американските сили за Европа, прецизира дека НАТО може да распореди околу 4000 војници во Балтичкиот регион. САД во февруари решија да испратат околу 4200 војници во Источна Европа, а според министерот Картер, одлуката за дополнителни војници би требало да биде донесена на состанокот на НАТО во јуни. Јапонија ќе развива тесна соработка со Франција во борбата против тероризмот, изјави јапонскиот премиер Шинзо Абе по средбата со францускиот претседател Франсуа Оланд во Елисејската палата. Според него, прашањето за спротивставување на екстремизмот ќе биде една од главните теми на предстојната средба на врвот на Г7 во Јапонија на 26 и 27 мај. Двајцата лидери разговараа и за разработување реформи за стимулирање на растот на светската економија. Економската ситуација во Европа почна да се подобрува, но засега растот е се уште многу бавен, призна францускиот претседател. Тој изрази задоволство дека на дневниот ред на форумот на Г7 ќе биде и прашањето за транспарентност на меѓународните финансиски сделки. За прв пат по повеќе децении американски брод се закотви во Куба, што е еден од последните знаци дека се одмрзнуваат односите меѓу Вашингтон и Хавана. Стотици луѓе беа со кубански знаменца во рацете кога бродот Карневал Круз пристигна во Хавана. Бродот со 700 патници на 1 мај тргна од Мајами. Американскиот претседател Барак Обама и кубанскиот претседател Раул Кастро го започнаа процесот на обновување на односите на крајот на 2014 година, но трговското ембарго, кое може да го повлече единствено Конгресот, останува на сила. Во март Обама стана првиот американски претседател кој ја посети Куба по скоро 90 години. Кошаркарите на Куманово во спортската сала го пречекуваат тимот на Работнички во четвртфиналната серија во која водат со 2-1. Со победа во дуелот, Куманово ќе обезбеди пласман во полуфиналето и двобој со Карпош Соколи. Кошаркарите на Куманово против Работнички ќе бркаат победа која ќе им донесе пласман во полуфиналето. Откако славија важна победа во Скопје и ја вратија предноста, избраниците на Србиновски силно мотивирани ќе влезат во вечерашниот меч пред полните трибини во спортската сала. Ако се погледне играчкиот состав на двете екипи, Куманово на сите позиции има подобар квалитет, но патот до победата ќе се обезбеди исклучиво преку добра игра во текот на целиот напревар. Тимот е подготвен за вечерашниот напревар и очекувањата се дека нема да дојде до нова средба, односно Куманово уште вечерва ќе заврши серијата. Здравствениот билтен во Куманово е добар, што значи кошаркарите подготвени ќе истрчаат на теренот во спортската сала. Доколку ја мине оваа пречка, Куманово во полуфиналето ги очекува вистинско искушение против Карпош Соколи, кој ќе има предноста домашен терен. Општина Куманово сезонава ја заслужи честа да биде домаќин на спортската манифестација Гимназијада, која што на едно место ќе ги собере најдобрите спортисти и спортистки од македонските средни училишта. Тргнувајќи од фактот дека спортувањето кај младите влијае одлично на здравјето и на правилниот телесен развој, меѓутоа и на интелектуалниот, естетскиот и моралниот раст на целокупното општество. На одговорните им е зададена и задача да им овозможат на децата и на младината воопшто повеќе квалитетни дополнителни програми за спорт и спортска рекреација, со цел да победат во надпреварите со пороците. Еден од најдобрите формати е спортската гимназијада, која што е мегдан за учениците од средните училишта од Македонија. Општина Куманово сезонава ја заслужи честа да биде домаќин на гимназијадата. Ние сме домаќини на негде 1000 деца надпреварувачи во многу спортски дисциплини. Тука е атлетиката, тука е ракомет, кошарка, одбојка, машка, женска, футсал, голем фудбал. Свеченото отварање ќе биде во 26 часот на 5 во спортската сала. Како домаќин се потребно да биде тоа едно така свечено отварање со перформанси, со настапи на определени културни или школски секции кои ќе дадат допринос во целиот амбиент на спортот, младите, односно на
ова престижно надпреварување. Средношколските спортски смотри во сите години од своите 2 децении постоење даваат значаен придонес кон подобрувањето на квалитетот на живеење на младите и насочувањето кон спортот и здравиот живот. Меѓутоа нудат и потребно освежување за националните селекции на Македонија. За потребите на оваа гимназијада, Куманово широко ќе ги отвори своите порти да ги вгости младите надежи од Македонија, за да им овозможат достоинствена арена за надпревар како и атмосфера за другарување. Силите ги здружија најповиканите институции: Министерството за образование и наука, Агенцијата за млади и спорт, Федерацијата на училишни спортови на Македонија и секако градот Куманово. Токму на домакините е најголемата одговорност да го спроведат безпрекорно замисленото тридневно спортско доживување како што доликува, како и да се истакнат со постигнувањата. И во изминатиот период имаме многу успешни организации на вакви настани, каде што рейтингот и нивото на организацијата е на едно високо ниво и се надеваме дека ова година со организацијата што имаме направено, дека ќе ја надминеме и таа поранешна висока рамка што Куманово ја постави. Значи во основно училиште Вук Караджич се игра одбојката машки, во основно училиште Толи Зордомис се игра одбојката женски, кошарка ќе се игра машки во Сау Перонаков, кошарка женски ќе се игра во основно училиште Христијан Карпош, во ракометот ќе се игра во Киро Бурнас училиште, и ракометот женски ќе се игра во Магдалена Антова. Градската спортска сала ќе биде за футсал машки, основно училиште Браќа Миладиновци ќе биде футсал женски, атлетскиот стадион ќе биде атлетиката. 1000 учесници, 60 на училишни тимови, 6 дисциплини, а на располагање ќе им бидат спортски борилишта кои што ги исполнуваат највисоките стандарди. Во организација на Општинскиот сојуз на училишен спорт открива Паланка, а под покровителство на градоначалникот на општината, денеска на градскиот стадион се одржа 7-миот традиционален општински крос надпревар, на кој што учество зедоа ученици од двете основни и средното училиште. На градското игралиште во Крива Паланка по 7-ми пат се одржа традиционалната манифестација Општински крос надпревар, на која учество зедоа учениците од 3 до 9 оделенија од основните училишта Илинден и Јоаким Крчовски и учениците од сите години од средното училиште Ѓорче Петров. Надпреварот е во организација на Општинскиот сојуз на училишниот спорт, а под покровителство на градоначалникот на општината Арсенчо Алексовски. Учениците трчаа патеки со различна должина според возраста. 3 и 4 оделение трчаа на 200, 5 и 6 на 300, 7 и 8 на 400, а 9 оделение на 600 метри. Средношколците си ги одмеруваа брзините меѓусебно на 800 метри. Ова година ние исто така присуствуваме на традиционалниот крос кој се организира во организација на Советот на општина Крива Паланка и под покровителство на градоначалникот господин Арсенчо Алексовски. И ова година нашите ученици од средното општинско училиште ќе учествуваат на овој крос. Фактички учествуваат негде 140 ученика и тоа во две категории, прва и втора и трета и четврта година. Најуспешните ученици, односно првопласираните 3 места во поединечна конкуренција, добија дипломи и медали од општината. Јас сум Марија Серафимова. Освоив второ место и сум четврто оделение и трчев на 200 метри. Јас сум Дамјан Маđовски од Јоаким Крчовски, второ место и пето 2 оделение, трчев на 300 метри. Јас се викам Вукашин Ивановиќ и освоив прво место. На колку метри трчев? На 200. Јас сум Жарко Демковски, трчев на 800 метри општинскиот крос и освоив прво место.
Екипата на Лестер е новиот шампион во премиер лигата на 2 кола пред крајот, откако Тотенхем не успеа да слави победа на гостувањето против Челси. Според англиските медиуми, одличниот напаѓач на Арсенал Оливие Журу има големи шанси да се пресели во Волсбург. Во фудбалската лига на шампиони вечерва во Минхен ќе се сретнат Бајерн и Атлетико од Мадрид, кој што ќе ја брани предноста од првиот меч на домашен терен. Екипата на Лестер е новиот шампион на Англија, откако Тотенхем ремизираше со Челси 2:2. Парисиците на 2 кола до крајот имаат недостижни 7 бода предност во однос на најблискиот ривал. Тотенхем има зашто да жали, бидејќи втор пат во последните 2 кола губи бодови во добиени на превори. Овој пат Спарси има водство од 0:2 по првото полувреме со головите на Кейн и на Сон, но и тоа беше недоволно за да се совлада Челси. Кери Кехил стрелаше прецизно на стартот од второто полувреме и им даде самодоволба на сините, пред Азар со мајсторски удар од 15 на метри да ги израдува домашните фанови, воедно и да ги скрши срцата на сите навивачи на Тотенхем. Така бајката на Клаудио Раниери и неговите избраници завршува на најдобар можен начин со титула за Лестер во мултимилионерското друштво на најголемите англиски фудбалски клубови. Лисиците лани едва изборија опстанок, но сезонама ќе бидат запаметени како најголемо изненадување во историјата на англискиот фудбал и апсолутно заслужениот шампионски трофеј. Напајачот на Арсенал Оливие Жиру од следната сезона би можел да го носи дресот на бундеслигашот Волсбург, пренесува англискиот Daily Mirror. Тој оваа сезона е во катастрофална форма, а не постигнал погодок од јануари, што најде на критики од фановите на тимот од Емирати. Од друга страна, Волсбург сака да го спаси Жиру од кошмарот што го преживува во Лондон и наскоро се очекува дека челниците на волците ќе започнат преговори за негов ангажман. Клубот пред неколку дена го раскина договорот со Николас Бетнер, а Жиру би дошол на негово место. Тој е член на Арсенал од 2012 година и досега одигра вкупно 176 напревари и постигна 78 голови во сите конкуренции. Со тоа би се отворило место за топџиите кој нешто да ангажираат голгетер од највисока класа со Гонзало Игуен, како аз што се наоѓа на врвот на листата во желбите на лондонскиот клуб. На последниот направе против Борусија Менхенгладбах, каде баварците ремизираа, Гвардиола ги одмараше, Чаби Алонсо, Филип Лам, Артуро Видал, Давид Алаба и Роберт Левандовски, кој сакаше да ги соочува за мечот на сезоната. Гвардиола на пресконференцијата истакна дека неговата екипа мора да игра многу подобро доколку сака да го мине незгодниот противник. И тренерот на Атлетико Диего Симеоне ги одмараше своите клучни играчи минатиот викенд. На преворот против Раја Вајакано го започна само четворица фудбалери од екипата која славеше против Бајерн во првиот меч. Ако Бајерн имаше проблеми да ја скрши одбраната на Атлетико во првиот дуел, во реваншот ќе им биде уште потешко, бидејќи во екипата на Атлетико се враќа клучниот дефанзивец Годин. Во секој случај се очекува интересен меч на Алијанс Арената, а Атлетико има предност од првиот дуел од 1:0. Времето во Македонија претежно облачно со врнежи од дожд со послаб интензитет. Дува засилен ветер од северозападен правец. Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. Пријатно попладне.